Ќе се гради нов клинички центар. Ова ветување во времеплов од повеќе од деценија го дадоа многу министри од повеќе влади, ама засега реалноста е следна. Функционерите се менуваат, идејата си останува, а реализација не постои. Денес и Азир Алиу стои за староновите ветувања на своите претходници. Тој во интервју за Радио Слободна Европа вели дека иако планот е во рана фаза, повторно, како години наназад, има неколку опции за изградба. Освен на иста локација, клинички центар да стане сегашната градска општа болница 8 септември или да се гради на ново место каде што сега нема болница. Во моментот се размислува помеѓу постоечкиот клинички центар, значи инфраструктурно и други можности е да од нив е градење на потполно нов клинички центар во нова географска положба. И третиот момент е 8 септември. На крајот еве работната група и експертите ќе ценат и пристапот и инфраструктурата, но исто така и финансискиот момент дали 8 септември останува крајна дестинација за клинички центар. Ние сме отворени, ќе ги слушнаме експертите и нивното мислење. За 8 години се сменија 7 министри за здравство. Имаше 6 локации во игра и речиси исто толку фирми и изведувачи. Планот беше ист. Македонија да има современ клинички центар, кој на граѓаните ќе им овозможи здравствени услуги на едно место, без да лутаат по бараките и болниците кои се изградени во време на Југославија или по земјотресот во 1963 како привремено решение. Идејата е идентична, ама различни. Освен локациите, беа и изворите на финансирање со кредити, а и сумата што се планираше да се потроши, па откако во времето кога со секторот раководеше Никола Тодоров во владата на Груевски, договорот за кредит од 120 милиони евра го раскина Венко Филипче во мандатот на Заев. Тој бараше кредит од околу 500 милиони евра. Новиот клинички центар ќе го градат двете најголеми градежни компании во Македонија, Гранит и Бетон. Разгледувавме повеќе локации. Таа што најмногу разгледуваме е локацијата во населбата Бардовци. На крајот на денот, сите планови и по околу 10 години стојат само на парче хартија или во архивите со политичките изјави и ветувања.